Иако јавноста наголемо шпекулира за причините, од Министерството за здравство велат дека првично нема лекарска грешка во случајот со починатото 2-годишно девојче од Охрид, но причината е се уште непозната. Покрај направената обдукција, формирана е специјална комисија која ќе испитува што и која предизвика смртта кај девојчето, погрешна терапија, лекарска негрижа или тешка болест. Од Министерството информираа дека на прв преглед девојчето е донесено во петокот, а тогаш била дијагностицирана вироза. После ова, поради повраќање стомачна болка и малаксаност, во саботата попладнето бил извршен уште еден преглед. Лекарите дале терапија за лесна дехидрација и девојчето било пуштено на домашно лекување. Но вечерта околу 23 часот и 50 минути повторно е донесено во болница, без срцева акција, без пулс и во безсознание со проширени зеници. Веднаш е пристапено кон реанимација од интернист и анестезиолог, но за жал после час и половина реанимација констатирана е смрт во 1 часот и 30 минути по полноќ. Девојчето цело време било под ЕКГ надзор, без знаци за срцева акција. По утврдената смрт, лекарите ја известиле полицијата. Веднаш е направена обдукција врз телото. Анализите се предадени кај јавен обвинител, кој ќе треба да соопшти од што конкретно настапи смртта кај девојчето. Поради чувствителноста на случајот, денеска од Охридската болница одбија да дадат изјави. Тврдат дека не станува збор за лекарска грешка. Велат лекарите во саботата вечерта направиле се што било во нивна моќ, но залудно. Девојчето било донесено во многу тешка здравствена состојба и во безсознание. Потврдија и дека претходните денови било лекувано против вироза со соодветна лекарска терапија. Во меѓувреме и во Струга е евидентиран смртен случај на 7-месечно женско бебе, кое без знаци на живот било донесено во Струшката болница. Надлежните велат дека детето било со вродена болест на главата, а состојбата деновиве нагло му се влошила. Иако лекарите инсистирале девојчето да биде хоспитализирано одреден период во болница, родителите одбили и го однеле дома. По кратко време повторно го донеле, но мртво. Од Струшката болница велат дека детето живеело во лоши услови, но траги на наследство не се забележани.